Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за земјоделско производство, квалитетно пред се, за добар пласман. И во оваа емисија ќе се осврнеме на актуелностите во поглед на временската состојба и одразот на времето врз земјоделските култури. Ќе проговориме за исто така физиолошкиот аспект врз растенијата, ќе говориме и на новини од фитофармацијата. Повод повеќе да бидете заедно со денешното издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Мене навистина ме изненадува фактот што еве како регионална телевизија КТВ дава навистина еден посебен импулс по однос на оние интересни работи, не политиканства, туку интересни работи, и се чувствува од тие бројни јавувања, дали од Свети Николе, дали од Велес, дали тука Неготино, каде што има опфат КТВ телевизија, се чувствува оној интерес или по-конкретно недостаток на едукација на земјоделскиот производител. Бидејќи сме во еден клучен момент со една турбулентна година која е зад нас, ние имаме сега една двојба меѓу луѓето кои веќе почнале ради површините кои ги имаат со кроење, а минатата недела ние рековме колку е тоа корисно во таква година или штетно, доколку во декември или јануар имаме минусни температури со подолга експозиција, можно е и те како штета голема. Но за тоа ние во денешната емисија ќе го опфатаме оној физиолошки аспект, а наредната емисија оној заштитарски аспект по однос на како и на кој начин земјоделскиот производител, лозарот или овоштарот да биде едуциран и да знае кога оди што треба да превземе, како треба трпение по однос на кроењето и доколку се крои на повисоките места, да се остават последни оние зони кои имаат конфузија на ладен воздух кој трае подолго време и можностите за мрзнење се поголеми. Кога сме кај времето, а тоа не беше на страната на земјоделското производство во текот на цела година, продолжува таквиот период на недостаток на доволно влага во почвата, сушен период. Како овој период се одразува врз долгогодишните насади со оглед на тоа дека веќе имаме и пониски температури? Факт е дека ние имавме турбулентна година која е зад нас. Факт е дека земјоделските производители беа на големи искушенија. А факт е од оној метеоролошки аспект дека имаме од година на година се по ненормален распоред на врнежите од дожд. Ние ги очекувавме септември месец, октомври, ноември, есенските дождови требаше да ја заокружат годината. Ние малтене септември и октомври го поминавме како летен амбиент со целодневни високи температури, а хидролошката состојба е катастрофална. Еве, веќе во текот на вчерашниот ден алармираат дека ќе има и одредени рестрикции доколку не дојде до тај оптимистички чин кој го имаме за долгорочната прогноза, дека веќе наредната недела, бидејќи тоа го реков минатата недела, се очекуваме врнежи од дожд. Јас сега доаѓајќи према Кавадарци од Струмица, кај Гевгелија имаше врнежи од дожд. После тунелите, како према летен амбиент, тука према Кавадарци Неготино. Значи, со еден збор, од ден на ден, ние сме сведоци, бидејќи 40 години јас го следам времето, имаме оние видливи глобални климатски промени, чак и микроразлики, каде што доаѓа Струмица една температура, Тетовско сосема врнежи од дожд или од снег. Значи, микроклиматските разлики се веќе се поизразени. И тука се случува тоа што се случува. А ние за оваа година, бидејќи длабоко сме во есента,
каде што требаше да имаме врнежи од дожд, пред се за житата кои убаво се организира и се одсеја. Меѓутоа, без водата како фактор нема живот. И тоа е докажено. И ѓубрење да има, доколку нема водата, нема растварање на хранливите материи, нема активности со осмотскиот притисок и со другите работи, за кои нешто во физиолошкиот аспект ќе кажеме повеќе. Значи, со еден збор, ние, агрономите, нас надежта не напушта последни. Затоа што секогаш имаме надеж дека времето ќе си го даде своето со врнежите од дожд. Ред е да имаме веќе во догледно, веќе следната недела врнежи од дожд, акумулациите да дојдат на оној не подтехничкиот минимум како што се досега, него да бидат во една нормална состојба, а уште повеќе да имаме врнежи од дожд за заситување на полскиот воден капацитет, каде што житата одма ќе фркнат, ќе почнат со развој, и за нормална обработка на почвата, дали тоа во лозарството, во овощарството, каде што сега не може да се обработува почвата затоа што нема влага. Некои метеоролошки анализи велат дека се очекува оваа зима да имаме и пообилни врнежи од снег. Дали ова можеме да го сметаме за веродостојна најава или сепак бидејќи е прогноза далеко и од реалноста? Можна е, а снегот е насушна потреба. Сега, примерно, за Република Македонија 150 до 200 литри дожд по метар квадратен се насушна потреба за заситување на почвениот воден капацитет и за акумулациите. Тоа е минимумот. А ние очекуваме дека до декември, јануар, февруар, до март, дека ќе имаме така пообилни врнежи од дожд, па и снег, кое нешто е нормално за зимскиот период. Дали ќе биде така, ние сме секој зависни од времето, сакале или не, мора да очекуваме и да се надеваме на подобри. Мора да бидеме во исчекување, апсолутно. Минатата недела, професоре, се осврнавме на физиолошкиот и заштитарскиот аспект кај растенијата во земјоделството. Можеме ли денес да го одработиме физиолошкиот аспект, кој што е значајно важен за развојот на растенијата и исхраната на растенијата? Точно е тоа дека ние минатата недела, така генерално рековме нешто за физиолошкиот аспект и заштитарскиот аспект како два сегменти за успешно земјоделско производство. И бидејќи се овие едукативни емисии, и тоа гледани во повеќе региони производни, како од лозарството, овощарството, па и градинарството, бидејќи вие веќе во Кавадаречко, во околината имате пластенички производства на домати и на тие работи што се навистина, јас викам, вие ќе ја земете комплетно работата на струмичани. Бидејќи имате квалитетни производители и на куртовска капија, и на домати и други градинарски култури. И ова емисија ќе ја посветиме на тие физиолошки аспекти, неколку што ги имаме, како практично, стручно практично искуство, кое ќе значи многу за секој и млад агроном, и лозар или овощар или градинар. Тоа го правиме од причина што немаме доволно едуциран земјоделски производител. Тоа е веќе факт. Квантумот на знаење и кај агрономската струка од помладите генерации недостасува доволниот квантум на знаење за физиолошката активност на растението. Функцијата на коренот, стеблото и лисната маса како главен творец на органската материја и трансформатор со фотосинтетските процеси. Затоа физиолошкиот аспект ние ќе опочнеме со следното. Моите професори што ме учеа 40 години, професор доктор Ристовски од овощарството и професор доктор Драган Настав од лозарството. И имав професора Марија Чиркова од градинарството. Тие има заеднички чинител кој може да биде деклариран како агроном. Значи, тоа беше за генерациите и нашите генерации.
Агроном може да биде наречен човек што дипломирал и што ја знае агрономската струка, посебно физиологијата на растението, бидејќи агрономот се занимава со одгледувањето на културите. Секое растение, органографски, стеблото, коренот и лисната маса. Црпењето на храната во недостапна форма од коренот, ни стеблото, ни трахеалниот дел, флоемниот, ексиемниот, оди во листот и фотосинтетската активност на самиот лист, трансформирајќи ја непристапната форма што коренот ја дотира, под дејство на сонцето се претвара во органска пристапна форма, каде што ги рани сите меристемски зони кои имаат делбен карактер и тука расте растението, расте дел од храната се враќа и во коренот и така растението плодоноси и дава род. Тоа секој агроном треба да го знае, бидејќи присутен на таквите нешта за квантумот на знаење на студентите во факултетот. Морам да кажам дека младата агрономска гарнитура ја има прелетано онаа суштинска работа да знае за физиологијата на растението. И од таму произлегува и онаа симптоматологија кога растението со органолептички преглед ќе имате сознание дали недостасува хранлива материја или е инфективен процес. Или пак има друг проблем со коренот и ред други работи. Тоа ние го учевме, одевме на практични вежби, одевме на теренски вежби, каде што професорот го пренесуваше своето знаење. Сегашната номенклатура во последните неколку години, десетина години, точно имаме продукција на агрономи, магистри, докторанти, немаме квалитет. Што квалитетот и квантумот на знаење околу физиологијата, што е основ, базична работа. Јас ќе го одма го компарирам, ние сте да го зборивме пред кога се договаравме сега пред емисијата. Докторот, ако не ја знае анатомијата, анатомскиот строеж на човекот и кога и каков е здрав организмот и кога и ради што страда некој од органите, тогаш не е доктор. За жал и таму има аномалии. Но ние да се вратиме на нашето тај физиолошкиот аспект за кој зборам. И сега, најзначајното нешто. Познавањето на физиологијата поврзано со режимот на исхрана на растенијата е појдобната основа за успешно одгледување на било која култура, да таа го даде генетскиот потенцијал. Ке го даде за тоа што агрохемиската анализа укажува кои макро и микроелементи недостасуват и кои треба како основно да се дадат со основното ѓубрење, а кои покасно со фенофазните ѓубрења во текот на вегетацијата. И ако во свое време пред 20 години беше ќе направам анализа и на неа крај. Не. Сега со интензификацијата на земјоделското производство, ние мора да имаме обзирност, онаа следливост на хранителниот режим во почвата. Основното ѓубриво се додава за снабдување на основните хранливи елементи азот, фосфор, калиум во почвата и структурно, доколку треба зеолитни компоненти, калциум и така натаму, структурно и хармонично да бидат елементите застапени. Каде што коренот тоа го препознава и почнува со својата активност. Што потоа, кога растенијето се развива и тестовите, тоа е ново сега. После агрохемиската анализа неминовно е при стартувањето, цветењето, плодоносењето, почетокот на гоење. На 10 до 15, 20 дена
да се направи тест што и кои од хранливите материи, тука се вклучуваат микроелементите, за да биде цветењето поквалитетно, дали ке магнезиумот, дали ке борот, дали ке мангенот, што недостасува да се додаде со она прихранување со системот капка по капка. И тука, со таквата следливост, ние имаме навистина хармоничен чин на исхрана и крајниот епилог на тоа е квалитетно грозје, не недоволно оплодено, не едно зрно крупно, друго ситно, не такви работи. Тоа се се аномалии од тие пропусти по режимот на исхрана на растенијата. Вие картошијата, јас мислам дека ја изгубивте кавадаречко, која беше една од сортите која беше бренд. Се изгуби и го потисна враницот, затоа што демек не се оплодуваше добро. А не дека имаме несинхронизиран однос на исхрана, имате вие зони со варовик, такви типови на почва, и тука таа аномалија, наместо да се препознае, картошијата не ја бива. Картошијата е и денес една од најквалитетните сорти, што врзува најголеми, најквалитетни шекерни единици, и таа треба да се врати како бренд во кавадаречкиот регион. Бидејќи вранецот е веќе извитоперен, ги има неколку врсти, каде што и неговата чувствителност, уште поважно, на пониски температури, па оној термин на берба, ако не го избере за 3 дена, после четвртиот тој ќе те обере, и ред други работи. Тука треба една будност од агрономската струка да го усмерува земјоделскиот производител. А ние од агрономската струка, служби кои постоја со 10 агрономи и така натаму, со одредени едукации, кога одавме и по терен, и по нокни предавања со земјоделците, сега тоа е мислена именка. Како да е аграрот испуштен по вода и ко се како снаđe. А тоа е штета. Но да се вратим на нашиот физиолошки аспект. Јас сега доаѓајќи према Кавадарци застанав на неколку места и она трагедија, не случајно ја земав ова гранка, па за комерманот се нашаливме дека таа од Трумица е носам знае да тепа. Значи, тука имаме еден типичен пример, тоа што го зборевме, а сега ќе го потврдиме со тоа. После август, тоа е порастот на ластарот. Значи, тоа што рековме филизи. Наместо диференцијација на папка тука убава квалитетна, ние имаме филиз. Тој филиз потрошил многу храна, тој треба да отпадне. Тука имаме друг филиз, тука имаме трет филиз, четврт филиз, пет филиз. Тенденцијата на лозата е разбојот на горните меристемски зони. А доле кај што треба да го оставиме кондирот на 2 опца или лакот, оти тој лак е 1,5 м, јас го скршив само тој дел од август, оти тука има уште. Сега, тие папки, најдолните, се занемарени и недодиференцирани се ровити. И ние сега со кроењето, кое не смее да се пребрза, ние овој дел целосно отпаѓа. Ги оставаме долните папки. Ровити, недозреени и со можност да се изгуби голем дел од приносот. Затоа минатата недела, благодарение на КТВ телевизија, каде што знам и од дневникот имавте пуштено тоа, дека во интерес на секоја лозарска фамилија треба да се почитува струката и науката. Јас не измислувам топла вода, јас борам од вистината, од турбуленцијата и промените на времето и можните штети што лозарската фамилија со пораното кроење може да ги има. А тој е негово лозе, тој може сега да седне и да го окрои. И сега, со таквото нешто, сакаме да укажеме дека времето кое го имавме во август со врнезите од дожд, обуслови дисхармонија кај виновата лоза. Што е сега значајното? Ова хранлива материја и тој чин на
континуитет по однос на добиен принос и потрошена храна, агрохемиската анализа за која пред малку зборевме, е основниот чинител да направиме баланс, значи 20 тона добил принос, да видиме што останало во почвата, а тоа го укажува анализата, и сега со обработка на почвата, со евентуално врнежи на дожд, се дотира таа храна во количина и со однос на елементите што недостасуват, а ги укажува анализата, која количина треба да се додаде во почвата, да се засити онаа хармонична состојба со макроелементите. Тука е тој смислен пристап за кој стално збориме, бидејќи многу од луѓето викат, професоре, секоја чест, вие не одете да комерцијализирате, вие одете стручно да укажете што е тоа потребно. Он сега, некои од лозарите, сега фрлат 5 врејки ѓубре. Ако направи анализа, може би треба една или две. Затоа, анализата треба да биде како основен чинител за секој лозар, овоштар, градинар. Да знае што има во почвата и да знае што треба да стави во почвата. Не тоа што ќе му го каже аптекарот, произволно. Не по негов памет. Па секоја година јас ставам 3-15 по едне, по 2 врејки и чекај, можда тоа не треба. Тука се прават грешките и после се вика зошто немам шекерни единици, зошто имам такви ситни гроздови, зошто имам лошо оплодување, ако дал некоја поголема количина на азот. Професоре, ластарите ми се по 2 метра, а овие гроздачињата толкави, вика. Значи, доминацијата на азотот секогаш обусловува антагонистички однос кон фосфорот и калиумот да не се прима. И тука имаме маса, а немаме оној генетски чин. Сите тие работи од физиолошкиот аспект, ние 40 години ги владееме и јас себе си се сметам за агроном, бидејќи кога одам на органолептички прегледи или кога вршам анализа на почвата, знам тој производител, тој клиент, знам дека со запазување на препораките и квалитетно извршување, тој ќе има резултати. Кога сме кај тој физиолошки аспект, секоја врста винова лоза, овошен вид, градинарски култури, се сорти или видови кои имаат во својата генетска гарнитура, хромозомната гарнитура, имат си еден чин на тие кодови за родност, за максималниот генетски потенцијал кој го дава сортата или видот. Тој максимален чин на давање на род или тој генетски потенцијал исклучиво може да биде кога ние имаме хармоничен однос на физиолошкиот аспект, збореме, функционирање на коренот со осмотскиот јак притисок, квалитетна трансформација преко трахеалниот дел, ксилемниот дел на растението и лисна маса која има максимална фотосинтетска активност со благодарение на сончевиот зрак. И тука ние ја имаме целост, ако ја имаме тој квантум на знаење, таа суштина, уште кога влеземе во насадот, јас пример со моето искуство, кога влезем во насадот, одма кај мене се собираат тие работи, од стручен аспект, таа следливост и праксата што имам, и одма се чувствува тоа. Со анализата се утврдува дека, значи, кога видиш побледена форма на зелена боја кај насадот, таа може да биде, таа симптоматологија може да биде од инфективен процес, таа симптоматологија може да биде и од дисхармоничен однос на хранителниот режим. Сите тие работи се собират, тоа агрономската струка, и на човекот, лозарот, градинарот, овоштарот, му се дават правилни насоки како да го тоа направи. Сега најважната работа во моментот за кроењето
Пак ќе кажам, брзање не треба. Пак ќе кажам, има луѓе што имаат поголеми површини. Професор, јас имам 400 хектара, еве некои Свети Николе имали 400 хектара, ние мора да почнеме да кроеме, бидејќи не може да втасеме. А у Свети Николе знае, бидејќи е ниско таму, знае температурата кога падне минус 15, минус 20 да држи доста долго. А имаат вранец кој Не издржува. не издржува на тоа. Сега, единствено што можам стручно да го толерирам, ајде да кажем, пораните сорти што порано отидоа на калирање, на зрење, на повисоките места кај што има прохладен ветер, тука може да се почне со одредено кроење и тоа внимателно, што ќе се остави. Тоа го зборам, а за наредната емисија рековме дека е заштитарскиот аспект, бидејќи јас кога го држам овој ластер, тука не може камерата тоа да го зумира. Тука со лупата видов голем потенцијал на зимски форми од пепелницата и пламеницата. Значи, ние пролетта мора да бидеме будни уште со почетокот на сокодвижењето, после Свети Трифун, март, април, таму негде, кога почнат папките, да видиме какво време ќе имаме, прво кои температури ќе ги имаме. Ако имаме подолга експозиција на ниски температури, патогените први капитулираат. Тоа е така. Но, ако имаме блага зима, пролета треба будно следливост и навремено превзимање на одредените мерки за заштита. Тука предлагам да одиме токму со заштитата, а кога е заштитата во прашање, редовно нудиме и новини од фитофармацијата. Ајде да видиме што е ново. Во овие едукативни прилози, кога вградуваме нешто кое е сосема ново, кое дава одредена смерница како во Република Македонија фитофармацијата да ја добие онаа содржина на примена на средства кои имаат голема ефикасност, голема економска оправданост и мала токсичност. Токму тоа е како еден стратешки план на Хемомак од Велес, кој, еве, од повеќе годишната соработка гледам дека луѓето се едноставно трудат, усмеруваат како дистрибутери од повеќе хемиски индустрии во светски размери да дојдат до правата примена на средствата во производството на храна во Република Македонија. И во тоа мора да кажеме дека се повеќе од успешни, почнувајќи од оној тимски дух кој владее по однос на соработката со теренот, со оние нивни големи и добри смерници по однос на примената на средствата за заштита. Тие го чувствуваат теренот, негде каде што има можности на некакви пропусти, знаат толерантно да го тоа сватат, прифатат и барат компромиси. Тоа е нешто кое вреди, кој ги одликува од останатите и со кој веруваме дека во наредниот период Хемомак ќе бележи само поголеми дострели, успеси во успешна заштита на нашето производство со контактите кои ги имаат од повеќе големи светски хемиски индустрии кои ги застапуваат и кои го имаат дадено поверењето до вербата токму на Хемомак заради коректноста која
поседува. И, нормално, стручниот тим кој на теренот оди и знае што прави, што бара и што треба да постигне. Тоа не се необјективни суперлативи, тоа е вистината од теренот, од кое нешто треба да се поучат и одредени други компании. Ние во претходниот чин зборавме за одреден фунгицид и одреден инсектицид, а овој период ќе го искористиме со тоа што ќе кажеме за една, ама точно чиста новост, која 2016 година во експериментални сврхи е ставен во Република Македонија. Кај виновата лоза е тоа направено, а тоа се работи за новиот препарат Радиант. Тоа камерата може да го прикажи. Радиантот, за него многу малку се знае, некои сигурно и прв пат го слушнуваат тоа, но ние ќе се потрудиме да ги дадеме оние првични, начелни, глобални, би рекле, оние генерални информации. Активната материја на радиантот, тоа се работи за еден квалитетен инсектицид кој оваа година кај виновата лоза постигна фантастични резултати. Таа сликичка не е случајна. Фантастични резултати по однос на успешна заштита од гроздовите молци. Активната материја на радиантот е спинозин. Настанат од таа ферментација на почвената бактерија Сахарополиспорија спиноза и мора да кажеме, бидејќи минатата недела ние зборавме за спинторот, тука веќе таа е од истата фамилија, има преку 1500 видови. Спинторот, бидејќи тоа е втората активна материја од спинозите кои ги има и како обилно. И мора да кажеме дека со правилната примена се овозможува ефикасна заштита, долготрајна заштита и контрола буквално на голем број штетни инсекти кои можат да причинат доста голема штета. Радиантот со примена, со неговата примена, кај виновата лоза беше тоа, има исклучително брзо ларвицидно делување. Тоа преска не случајно тоа го спомнавме во една од претходните емисии, како во прв ларвен стаден пример кај гроздовите молци. Радиантот делува на првиот ларвен стадиум исклучително брзо и квалитетно. Во минимални дози се постигаат навистина големи, ефикасни ефекти, кое нешто го продолжува ефектниот дел од успешното созбивање на инсектот. Тоа, мора да кажеме, представува ама чисто нов инсектицид кој минатата година во експериментални услови дал фантастични резултати на голема економска исплатливост која обезбедува сигурност и одржливост на таквото средство во примената и успешната заштита на гроздовите молци. Освен гроздовите молци, оние смотавците или гасениците кои се јавуваат, потоа винската мушичка, потоа трипсот, тој многу квалитетно и успешно ги сузбива. Тој нов инсектицид, мора да кажеме дека е со одредени одлики, со еден уникатен механизам на делување
и тоа со контактното и дигестивно делување во сите развојни фази на инсектот. А, како што реков, посебно голема ефикасност има во оној прв или втор ларвен стадиум. И тука мора да кажеме дека со модификација на средството имаме зголемена активност на една фотостабилност, бидејќи во тој период сонцето има некои поголеми температури во почетокот на развојот, таму мај-јуни, таа фотостабилноста на активната материја кај радијантот е фантастична и продолжена со голема ефикасност, а со минимални дози и продолжување на тој на таа резидуална активност во подолг временски период. Ние не би биле заштитари ако не спомнеме и не потврдиме или повториме што со таквата примена на инсектицидот се обезбедува. Значи мора да знаеме дека неминовната основа на секој производител е економската оправданост на користење на средството, после економската ефикасноста во успешната заштита и таквото нешто го доведува препаратот во една одржливост или користење во подолг период, бидејќи е ефикасен. Ние мора да кажеме и една суштинска друга работа, која навистина е одлика за сите оние наши настапи за презентирање на одредени препарати. При експерименталните испитувања, бидејќи има многу, повеќе од 30 години, бројни испитувања за постигање на ефикасноста на препаратот, мора да се почитуваат оние суштински работи кои се многу важни. А тоа следливост, примерно сега кога зборевме за гроздовите моци, за примената на радијантот, да тој даде фантастичен резултат. Ние мора да имаме следливост по однос на следење на летот на гроздовите моци, кога е пилењето на ларвата, кога треба да се примени препаратот да ја одржи она виталност, ефикасност и да го даде својот резултат. Значи следењето, одредувањето на правите моменти на третирање, количината на раствор по хектар површина, микронизација на честиците, бидејќи мора да знаеме дека ние мора со таквите препарати кога се работи, каде што инсектот треба да помине, максималната опфатеност на растението, листот, стеблото, каде што инсектот може да оди, тоа треба да биде испрскано. А за да биде така третирано, мора да имаме добар одмер на средството, добро мешање на средството, прскањето со максимално микронизирање на честиците и ефикасноста тука нема да изостане. И тогаш ќе кажеме радијантот е квалитетен и ефикасен препарат. Тоа го зборам од пракса, бидејќи имало многу квалитетни препарати за кои одредени хемиски индустрии имаат потрошено многу средства, македонскиот земјоделски производител вели тој препарат не ми покажа ефикасност. Тој не го применил соодветно, врз основа на постоеќите услови. Тој со Бренер, кој 15 години не ја сменил отворот, му е широк.
тој не запазил количината на раствот по хектар површина и тука тој губи производството и препаратот е крив. Затоа во догледно време мора да дојде до нас суштина на неминовната едукација на земјоделскиот производител, кога за средствата, ние тоа што го правиме. И јас сум среќен што голем дел од производители кои ги гледат тие емисии, доаѓаат, се консултираат, прашуваат и бара што на стручен совет, што по кое време треба да преземат. И имаат резултат. Значи, средствата што хемиските индустрии ги стварат, тоа е помош на земјоделскиот производител, како тие да сватат дека таа активна материја, тоа средство дава ефикасност под одредени стручни пристапи. Не случајно збориме, ако се каже литар по хектар, тоа треба да биде така. А не, токму имав такви дилеми баш со Хемомак, со директорот, вели, професоре, некој голем производител на винова лоза, наместо препишената доза, тој со пола доза сака да постигне резултат и на крајот вика препаратот не чини. Тоа се случки во Република Македонија во многу случаи сум бил присутен на такви нешта и затоа нашата препорака, хемиската индустрија која дала препораката да се почитува со сите параметри кои се дадени, под кои услови е и испитуван препаратот да ја даде својата ефикасност. И што е едно од вредните работи, кои морам да ги пофалам Хемомак, со години, еве, таа долгогодишна соработка, ние имаме расцепкано земјоделско производство. Производителот го зема препаратот и сега треба он да на нивата кога е, треба да стави одредени 5, 10, 20 милилитри на една пумпа. Во своје време немаше беа литарски пакувања, пола литарски, 250. И сега кога дојдоа малите пакувања, бидејќи земјоделските производители се многу иситнети да кажам, и тоа што го направија, што вреди внимание, тоа е мерници да тие помали пакувања имаат на еден начин мерник, каде што, еве, тука е графирање на колку 5, 10, 15, 20, 50 милилитри и така натаму. И кога е на нива веќе, производителот практично ја запазува една од најважните работи, тоа е точниот одмер на средството. Ако фабриката производител рекла дека треба 20 милилитра, не може окото или свеста или разумот на производителот да каже малку е 20, дај ке ставам 40 или 30. При тоа, ако е инсектицид, може да се јави фитотоксичност и да причини големи штети. Или наместо 20, ај ке ставам 10. Намалување на концентрацијата или дозата подразбираат неуспех по заштитата. И тој истиот производител ќе каже, овој препарат не ми даде резултати. Затоа сум сведок со многу случаи за кои секогаш апелирам. И затоа во ова лабораторија овде ние си зимаме за право чак на тие лојални производители со доверба, тука под децимали од 4 децимали мерење, им правиме таа комбинација што тие сакат, е едно. А комбинацијата која треба да ја добијат врз основа на дијагнозата е вистинскиот пристап. Бидејќи кај нас веќе не може, дајте ми тоа и тоа, ќе одам да прскам. Дали треба во овој момент да прска, дали се исполнети условите за заштита или не се, сите тие работи се скуп
на стручен, практичен пристап. Значи, не говоревме во една од предходните емисии за таа следливост, џабе не зборевме. Значи, следењето на температурата, на влагата, на врнежите од дожд, сите тие услови го ствараат тој инфективен процес. А ние со следливоста даваме превентивен третман пред да дојде таквото нешто да предизвика инфекции и да имаме проблем со заштитата. И навистина сакав да кажам дека со таквите мерни практични работи навистина се подпомага многу на земјоделскиот производител. А ние и понатаму ќе продолжиме со наши такви прилози кои ќе бредаат внимание за квалитетно, нетоксифицирано и економски оправдано производство. Стигаме до крај на емисијата. Професоре, порака до нашите гледачи земјоделски производители. Денес слушнавме уште за една голема новост, со еден посебно широк спектар и квалитетен спектар на делување, кое нешто јас верувам дека веќе наредната сезона ќе има и како примена, бидејќи производителите веќе барат ефикасни средства, помалку токсични средства, кои е од интерес за нивното здравје и за животната околина. А по однос, при крајот на емисијата, генерално сакам да кажам да од тој физиолошки аспект, со Сдруженијето кое е формирано ново, имаме веќе одредени индикации дека ќе има олеснување на таа трагична состојба на лозарите кои имаат уште од минатата година залежено ракија дома и сега што варат ракија и тие не знаат уопште што да прават. Значи има една иницијатива што јас верувам дека веќе наредната недела, наредните денови, ќе имате вие можности како новинари, како телевизиска куќа да ја обелодените таа работа, која ќе биде едно олеснување за лозарите, кои се крајно разочарани по однос на овогодишниот откуп на лозата и сите тие работи. Тоа здружение, тоа ми беше целта, за овие физиолошки аспекти, за заштитарските аспекти, за следливоста, едноставно гледам оние нови членови што се, едноставно се жедни да дознаат нешто ново, да спроведат и да имаат квалитетно производство. А тука најмногу ги мачи есента кога дојде бербата, професоре, немам шекерни единици, не ме ја примат во избата ова. Сега со тие физиолошки аспекти, со редовна заштита што ќе имам следната недела, ние кај лозарот ќе вградиме квантум на знаење што, пример сега, тие метеоролошки станици, кога е исполнет условот за заштита, кога која операција треба да се земе, колку опца по една лоза треба да биде оптеретувањето, бидејќи ние знаеме да бидеме алчни по однос на тоа да ја оптеретеме лозата, а една лоза чим ја оптеретеш со поголеми количини, тука има дисхармонија, немаш квалитет, немаш единици и ја абиш лозата наместо 20-30 години да раѓа да она пред време е амортизирана. Саквите работи на тие едукативни средби што се планирани со таквото здружение, така е барем таа смерница, јас само сум убеден дека ќе се створи еден нов пристап, сериозен пристап и едно поверени враќање на довербата на лозарот во државата. Бидејќи сите сега со оние политички инкорпорации, 2 денари ќе ви дадеме, ние 3 денари, 4 денари за тоа, за праската, толку за грозјето, толку за виното. Кој може тоа? Чии пари ќе се дават? Ќе се дават парите од народот. Така не бива. Значи со еден збор,
целосно, не тука 2-3 здруженија по политички престрелки. Едно здружување духовно, лозарите и нивниот интерес за екзистенција, а нивното здружување и оној интерес ја прави државата со заздравување на таквите состојби да излеземе на странскиот пазар со квалитетно грозје, пестеацалско, како што знае кавадарци да биде, и со вина, каде што редовно добива први места и златни медали во оние светски енолошки такмичења. Тоа е епитет за кавадарци што треба како бренд да го чува во интерес на Република Македонија. Ви благодарам, професор. Благодарам. На крај сме на Агроспектар. Почитувани гледачи, благодарам и до вас што бевте со уште едно издание на вашата емисија. До гледање.